Благодарам, почитуван господине Балковски. Некако со вашето излагање и дадовте еден експертски момент на сите оние проблематики кои што ги уредува и целото општество, дали биле новинарите, пратеници, експерти, комори, кои што го проблематизираат овој проект од една поинаква гледна точка, од поинаков агол, а тоа е експертскиот. Јас би сакал само оваа теза и оваа тема да ја наметнам во јавноста. Моментално во сала тука со нас има тројца поранешни или сегашни министри за транспорт. Тоа сте биле вие, господинот Мисајловски и сегашниот министар за транспорт. И она прашање кое што се поставува и кое што е логично е следно: зошто ниту еден министар за транспорт досега не одлучил на ваков начин да ги суспендира законските решенија како што се суспендираат сега? И вие сте граделе проекти во вашето министерување, и Мисајловски градел проекти, и сите претходни министри сте го вградиле вашето знаење во овие закони за да го дадат решението законско како што е постојано сега. И вие сте разговарале со експерти, и вие сте разговарале со професори, сте го формирале, сте го донеле законот за градење во оваа форма каква што е сега и законот за урбанистичко планирање, затоа што сите без разлика кој од која политичка партија доаѓал, сакал да направи еден одржлив систем на урбанизирање и на градење во оваа држава. И сите министри претходно можеле да го направат ова што го прави сега оваа влада, суспендирајќи ги законските решенија. Да, точно е дека секогаш ќе има проблеми во проектите, да, точно е дека некои постапки треба да се скратат, но не може да се суспендираат целокупно сите постапки, затоа што и во формирањето на тие законски решенија сметка се водело да биде проектот обезбеден, средствата на граѓаните да бидат обезбедени и да бидат транспарентно потрошени и на крај тој проект да се изгради. На овој начин како што се сега формирани овие законски решенија, дали бил закон за градење, урбанистичко планирање или другите закони кои што се од делокруг на Комисијата за финансирање, економија или било кое што друго како тема се обработува, нема да го даде тој одговорот на тие прашања. Сите сме тука, консензуално имаме постигнато еден став. Да, треба да се гради, да, народните пари треба да завршуваат таму, но се само со некои законски решенија кои што ќе спречат злоупотреба на средства или ќе спречат реализација на овој проект. Затоа во општеството, особено во оние академски, би кажал, академската фела во коморите, има одредено ниво на песимизам дека овој проект нема да се изгради, затоа што како што кажав неколку пати, сите овие законски решенија биле формулирани од предмети, од проблеми кои што биле затекнати на терен. Сега ова излегува како институционалната меморија да не важи, како да тие претходно не можеле да го донесат ова решение како што го се носи сега и како да отеднаш магично ако ги тргнеме сите овие процедури на страна, проблемите ќе бидат решени и трасата, односно проектот ќе биде изграден. Нема да биде така, јас се согласувам со вас за тоа и жалам што само ќе изгубиме време, а сепак ќе доцнеме и така како со проектот. Благодарам.